За студентите кои го испуштија рокот за пријавување за остварување на правото на субвенциониран студентски оброк од 1 до 5 ноември, Министерството за образование и наука возможува дополнителен рок за пријавување од 13 до 16 ноември 2025. МОН објави дека кандидатите треба да се пријават електронски на линкот euslugi.mon.gov.mk и при пријавувањето да ги пополнат образците, пријава за стекнување со право на субвенциониран студентски оброк и изјава за точност на внесените податоци во пријавата за стекнување со право на субвенциониран студентски оброк, кои подпишани ќе ги прикажат кон електронската апликација. Сите студенти кои го оствариле правото на студентски оброк ќе почнат да ги примаат средствата во месецот што следува, по завршувањето на месецот во кој се пријавиле за правото на студентски оброк. За сите прашања поврзани со пријавувањето на корисниците за субвенциониран студентски оброк, Министерството за образование и наука обезбеди поддршка преку секторот за ученички и студентски стандард на контактот субвенциониран оброк @mon.gov.mk, се наведува во објавата на Министерството за образование и наука. Министерството за внатрешни работи заедно со Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ја започнаа зимската кампања под мотото "Вози безбедно, стигни сигурно", со превентивно-едукативна активност на наплатната станица Петровец, спроведена заеднички со полициски службеници од секторот за сообраќајни работи при Бирото за јавна безбедност и полициски службеници од мобилната единица за безбедност на сообраќајот на патиштата. Во пресрет на зимските услови, како што соопшти МВР, кампањата има за цел да ги потсети возачите дека од 15 ноември до 15 март задолжително е поседување на пропишана зимска опрема, како и да ги едуцира возачите за правилно користење на истата. Зимските услови носат повисок степен на ризик, лизгави коловози поради снег, мраз или голомразица, намалена видливост поради густа магла или врнежи, подолг пат на стопирање и нестабилност при нагли движења, како и зголемена заморливост кај возачите. Министерството за внатрешни работи и Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата апелираат до сите учесници во сообраќајот да ги следат информациите за временските услови на патиштата, да го прилагодат возењето според условите на патот, да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и патната сигнализација, да носат зимска опрема во возилото и да ја користат соодветно, да направат зимска проверка на возилото, да одржуваат безбедно растојание меѓу возилата, да избегнуваат нагло сопирање и нагло намалување или зголемување на брзината на возилото. Со оваа кампања, како што се наведува во соопштението, МВР заедно со Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата испраќаат порака дека безбедноста на патиштата е заедничка обврска и само така може да се изгради култура на одговорно и безбедно однесување во сообраќајот. Поротата во Федералниот суд во Чикаго му наложи на Боинг да плати повеќе од $28 милиони на семејството на работник за животна средина на Обединетите нации, кој загина во несреќата на Боинг 737 Макс во Етиопија во 2019 година. Пресудата изречена на семејството на Шика Гарке, првата во серијата тужби, поднесени по таа несреќа и уште една во Индонезија во 2018 година, во која загинаа вкупно 346 лица. Според спогодбата постигната во средата наутро, семејството на Гарга ќе добие $35,85 милиони. Целиот износ на пресудата плюс 26% камата. Боинг нема да поднесе жалба. Во тужбата се тврди дека авионот бил неправилно дизајниран и дека Боинг не ги предупредил патниците и јавноста за опасностите. Леталото на Ethiopian Airlines се урна 5 месеци откако авионот на Lion Air се урна во Јаванското море во Индонезија. Автоматизираниот систем за контрола на летот придонел за обете несреќи. Високата представничка на Европската унија за надворешна политика и безбедност Каја Калас изјави дека скандалот со корупција во Украина е крајно несреќен и дека е важно да се разбере сериозно во Киев. Во тек е голема истрага за перење пари во енергетскиот сектор во висина од $100 милиони. Вмешани се сегашни и поранешни функционери. Разрешен е министерот за правда, а министерката за енергетика си поднесе оставка. Украинскиот председател Володимир Зеленски подпиша указ со кој се воведуваат лични, економски и други санкции врз Тимур Миндич,
обвинет дека е мозок на корупцијска шема во енергетскиот сектор, како и врз Олександар Зукерман, бизнисмен и близок соработник на Миндич. Санкциите против 46-годишниот Миндич вклучуваат замрзнување на неговите средства. Украина долго време има сериозни проблеми со корупцијата, а борбата противна е клучен услов за незините напори за приклучување кон Европската унија. Времето денеска наутро ведро и студено. Во текот на денот претежно сончево со мала локална облачност. Ќе дува слаб ветер претежно од северозападен правец. Во Скопје сончево време со мала до умерена облачност и со слаб северен ветер. Според најавите од Управата за хидрометеоролошки работи, следува период на стабилно и суво време со постудени утра. Во текот на денот ќе преовладува сончево време со мала до умерена облачност. По одделни котлини ќе има услови за појава на магла.